Почитувани гледачи, ова е програмата на Канал Вис и емисијата Визави, кој што ја посветуваме на можноста за развој на културниот туризам. Сдруженијето Култ Транзен од Струмица промовираше еден проект Струмица културно-историска туристичка дестинација. По тој повод разговараме со Јасмина Пијаманова или позната како Мазгалиева, кој што е координатор на проектот кој што го реализира во изминатиот период, а со неја ќе разговараме и за тоа колку може Струмица да биде на вистина културно-туристичка атракција, што треба да се направи, колку заедницата, институциите, но и граѓанскиот сектор да биде директно вклучен за промоција на нашето културно, историско и духовно богатство. На самиот старт Јасмина, може ли Струмица да стане културно-туристичка дестинација? Да, значи со овој проект кој што го имплементиравме Струмица како културно-историска туристичка дестинација, успеавме да мапираме многу локалитети во Струмица кои што Завод и музеј, значи вработените долги години нели работат на тоа, но значи не се доволно испрезентирани. Така што да, може секако, но тоа треба добро да се спакува и да се понуди на пазарот. Може ли да ни конкретизирате што се опфаќа проектот кој што го реализиравте, ако не се лажам, во изминатите 8 месеци или 9? Значи, проектот опфаќаше повеќе сегменти. Сакавме да го искористиме потенцијалот на Струмица, нели целта ни беше, за да креираме една друга туристичка понуда од таа што се нуди нели комерцијално досега. Преку детектирање и мапирање на повеќе културно-историски споменици не само во урбаниот дел, туку и во руралните делови на општина Струмица. Значи, проектот траеше 8 месеци, за релативно кратко време успеавме да ги мапираме овие локалитети, да направиме еден туристички водич каде што се сместени сите овие локалитети, да креираме една веб платформа. Еве ќе кажам и платформата, значи www.discoverstrumicacity.mk. Таа е направена и на македонски и на англиски јазик, каде што преку 4 креирани патеки на картата на општина Струмица, значи е креирана и карта на општина Струмица, каде што со холограми се наоѓаат самите локалитети и кога ќе се притисне на самата нели локалитет, излегува и Google Map каде се наоѓа локалитетот, за да на самиот турист кога нели ќе дојде во градот, може нели слободно да го посети самиот локалитет. Исто така, значи, имавме одржано и обуки за оние луѓе кои што сакат да се занимаваат, млади и луѓе од туристичкиот бизнес сектор кои што сакаат да се занимаваат со промоција на Струмица како туристичка дестинација. Исто така поставивме информативни табли на повеќе локалитети каде што не беа поставени досега. На 10 локалитети беа поставени 11 табли, значи можем и да ги наведам самите локалитети каде се ставија овие информативни табли. Локалитет Бања Банско, Римска терма, Свети 40 севастиски маченици исто така во атерот на село Банско, Водочки цркви Водоча, Велјуса црква Свети 15, Мачу, Корте џамија, Цареви кули, може би не ми текнува некој, испуштив некој локалитет, Турска кула, феудална Турска кула и тие се ми се чини, да. Сакавме да ги одбележиме овие локалитети со информативни табли, бидејќи и јас како граѓанин, поаѓајќи од тој аспект, кога одиш на самиот локалитет и културен споменик го гледаш, а не знаеш ништо значи за него, освен ако нели немаш со себе некој да води, туристички водич, но знаеме дека туристичките водичи многу малку ги има и во Струмица, дефицитарни се. Како луѓе кои што, и тоа ни беше идејата, значи да направиме и луѓе да креираме водичи кои што нели ќе одат по оваа програма, за да можат нели луѓето да се прочитат за самиот културен историски споменик. Мапиравме и изчистивме 2 патеки, значи патеките од село Раборци, во близина на село Раборци,
има една средновековен мост, тоа е средновековен пат до тврдината Василица, тоа е исто така средновековна тврдина. И другата две патеки од село Муртино и Свидовица, каде што се наоѓа севастиските маченици црквата. Значи, таму е поставена информативната табла. Тоа се мислам најзначајните резултати за 8 месеци, доста направивме. Да. Мазгалиева, односно Пијаманова, кои се очекувањата, што очекувате лично вие со реализацијата на овој проект кој што го имате насловено Струмица, културно-историска туристичка дестинација? Значи, јас очекувам од проектот дека ја поставивме сега базата. Значи, битно е да се почне од некаде, ја имаме базата и таа само треба да се надополнува. Значи, во иднина сакаме да исто така да понудиме некои нови видувања за туризмот преку креирање на нови патеки, преку ставање на комунистичкото културно наследство на мапата, бидејќи ние како град имаме историја, имаме многу лејови, така да кажем на англиски, многу историски нивоа, да, благодарам, историски нивоа кои што треба да бидат презентирани. Имаме индустријско наследство од тој период, комунистички историски споменици од тој период. Значи, тука минували разновидни епохи, така што тоа само ќе го надополнуваме, но битно е од некаде да се почне. Ние исто така сакаме и да градиме друг бренд, да покажеме дека бидејќи и Струмица има континуитет и во уметноста, да се разбереме, ја имаме Струмичката ликовна колонија каде што може да се понудат сите овие значајни дела кои што ги поседува Центарот за култура Антон Панов, да се понудат на туристите и да се изгради еден музеј, една галерија која што може и да се наплаги и да биде самоодржлива. Значи, туристот кога доаѓа, сака да посети музеј, галерија, значи таму да ги потроши парите и да купи монографија, книга, значи тоа е тоа што останува како трајна вредност од самата понуда. Исто така мораме да кажеме дека и бизнес секторот сакаме да го вклучуваме во иднина, тој да биде малку повеќе едуциран во однос на давање поддршка, не мора само финансиска, туку и логистичка и било каква поддршка, не само на граѓанскиот сектор, туку и на локалната самоуправа и заедница и на културните институции. И тој линк, значи, меѓу овие сите сектори кои што го сочинуваат, градот, да заедно да се работуваат и да можат да градат еден холистички пристап за како Струмица да стане препознатлива дестинација за посетителите, да. Пред да го реализирате овој проект, предпоставам дека сте правиле истражување. Колкава е искористеноста на она културно-историско наследство кое што го имаме, па и духовното богатство овде во Струмица за развој на туризмот? Значи, морам да кажам дека Струмица има потенцијал и дека таа е посетена, иако ние тоа не го чувствуваме, можеби и не го гледаме. Но има поединци и луѓе кои што и јас лично сум ги среќавала, бидејќи и сум и туристички водичи, сум водела и многу групи од странство, посебно од Холандија, и плюс тоа и работам и во музејска институција како водич на музејска поставка, значи дури сум запрепастена некогаш кога ќе сретнам човек од Јужна Африка. Значи, дали попатно поминал овде или дошол, значи Струмица е место за посета. Многу луѓе исто така имаат своји корени овде кои што се иселиле во различен временски период, своите предци се иселиле од овде, но тие сакаат да го посетат градот. Така што Струмица има потенцијал туристички и е доста посетен град. Сега морате да ги прашате статистичарите колку е тоа по посетеност,
но колку што знам, на годишно ниво има бројка некаде од 50 до 70.000 посетители, бидејќи нели истражувавме и за самиот проект од различни држави од светот. Значи ја посетуваат, имаме значени манастири кои што се на туристичката светска мапа од византискиот период, едниот од 11 век, другиот и дури и порано датира, така што има потенцијал, само што треба да се искористи и заеднички сите да делуваме во промоција на самиот град. Со оглед, ако не се лажам, сте и културен менаџер, односно магистриравте по менеджмент во оваа област. Што треба да се направи, да се зголеми таа искористеност? Ве спомнавте 70-80 илјади туристи кои што ги посетиле нашите културни историски споменици, но имаме потенцијал за многу повеќе. Што според вас треба да се направи? Да, секако дека може повеќе. Најпрви морам да кажам дека треба да се грижиме за нашето наследство. Значи, треба локалната самоуправа, Министерството и надлежните служби од културата треба да издвојуваат многу повеќе средства за грижа на наследството, бидејќи ако не се грижиме за наследството, тоа нели пропаѓа. Значи како ние ќе го презентираме ако не го чуваме. Значи сите ние сме одговорни пред се, не само институциите, туку и граѓаните, за чување на тоа наследство. Не можеме ние да поминеме преку до споменик од 10 век, да видиме депонија во дворот, мислам, ни се случуваат и тие работи. Значи, треба пред се да се грижиме. Друга работа, треба заеднички, бидејќи Европската унија сега ќе ни се отвори, значи ќе ни се отворат многу фондови. Ако ние не знаеме заеднички како да пристапиме кон тие фондови, како да бараме средства, значи не можеме ни да ги искористиме. Значи, граѓанскиот сектор, локалната самоуправа и институциите треба заеднички да действуваат во изнаоѓање повеќе финански средства, не само за промоција на наследството и за градење на брендот, туку и за грижа на тоа културно наследство. Ги имаме капацитетите, институциите ги имаат капацитетите, само треба добро да се искористат во добар правец, и јас мислам дека можеме да продолжиме во развојот на културниот туризам во општината, не само во општината, туку и на национално ниво. Општината гледам дека има најавено и прави, значи, обиди за реконструкција на Цареви кули преку Светска банка, имат еден грант добиено. Така што тоа е еднината. Значи, мораме да градиме од постоечката историја, мораме да градиме брендови, бидејќи навистина Струмица е многу богата со духовна традиција, како што рековте, била епископско седиште многу долг временски период, со историја, не знам, со многу работи кои што ја градат како град кој што не е доволно откриен. Еве така и го креиравме, нели, нашиот водич Струмица, градот што треба да биде откриен. Значи, е откриен, но не доволно. Ја спомнавте заедницата и институциите, вклучително односно да бидат вклучени сите во заштитата на културното наследство, но недостасува, колку што ве разбрав, промоција, презентација на нашето културно-историско наследство. Колку се вклучени туристичките агенции овде? Па секако, туристичките агенции се тие кои што го продаваат продуктот. Нашите туристички агенции, за жал, еве, морам да кажам една моја констатација, многу малку работат на развој на локалниот туризам и не само на локалниот, туку и на националниот туризам. Многу малку агенции, значи, го прават тој туризам на странски. Имаше и субвенции на времето владата, може би и сега, не сум запознаена, има субвенции на луѓе кои што доаѓаат од страна, нели субвенционираат по глава на турист, еве така да се изразам. Но треба повеќе да работат, бидејќи не знам колку може би се едуцирани од туризмот, туристичките агенции се едуцирани во туризмот, но може би не се доволно едуцирани како да креираат брендови. Ние имавме таква обука како да се креира бренд од една дестинација, што треба да се посети така натаму, стратегија за маркетинг и се тоа.
Isto така треба и доста финансии, за како да се направи еден продукт, мора нели да има финансии. Не можеме без финансии ние да правиме маркетинг. Значи маркетингот е поврзан со финансиските средства. Ако ги нема нели општината, ако ги нема институцијата национална, ги има бизнес секторот. Значи сите сакаме на некој начин да профитираме, да кажеме, од туризмот, но никој не сака да вложи во развој на туризмот. Значи битно е, ако вложиме, тоа ќе ни се врати двократно, трократно и така натаму. Исто така хотелиерите, самите кафулиња кои што ги има во градот. Еве да кажам, пример, еве Струмичкиот карневал е многу добар пример. Треба заедницата да профитира. Пред се заедницата, граѓанската заедница да профитира од еден настан. Карневалот, да, е комерцијален, доста доходовен бренд на Струмица, кој што нели носи доста посетители и така натаму, но кој профитира од овој бренд? Значи, прашањето последно е кој профитира. Значи, треба да ги да ги обрнеме нештата, значи треба да профитираат граѓаните. Значи, пред се граѓаните, а кога профитираат граѓаните, значи сите се задоволни. Мислам на општата нели популација. Така што, еве, тоа е мојата забелешка, повеќе да се вложува во промоцијата, бизнес секторот да издвојува повеќе пари, значи тоа е многу битно, но не само да издвојува пари, туку да биде и присутен во градењето на капацитети во тој сегмент. Значи тие морат да ги изградат капацитетите, како тие да постапат, како да се однесуваат со самиот турист кога ќе им дојде во нивното кафуле и така натаму, нели? На почетокот од разговорот и од ова интервју спомнавте дека ни недостасуваат кадар туристички водичи за поголема промоција или пак запознавање на гостите со она што го ние поседуваме како регион. Странските посетители дефинитивно кога доаѓаат, бидејќи Македонија нема што да понуди нешто, ни море, големи плажи, ни не знам што од друг сегмент, ни молови, ни не знам какви се други не атракции. Значи, странските туристи кога доаѓаат сакаат да ги посетат нашите многу убави манастири од византискиот период, па и многу други локалитети од римскиот период и така натаму. Значи, Охрид, еве, веќе знаеме дека е изграден бренд, но и другите градови нудат такво наследство кое што е многу битно и многу значајно за самите туристи. Значи, дефинитивно градот изобилува, како што реков, и со историја, и со култура, и со традиција. Само треба добро да се спакува тоа во еден добар пакет и да се понуди на туристите од страна. Пак ќе речам, мора да бидеме присутни на интернет. А денес преку интернетот се отвараат нели вратите кон светот. Значи, ние ако не сме присутни како град, како дестинација, како локалитети кои што ги имаме, луѓето како би знаеле дека се наоѓа овде црква од 11 век или, не знам, локалитет значен од римски период. Римска терма, едно од најзачуваните не само во Македонија, на Балканот, па и во Европа, можем да кажем. Значи, мора да бидеме постојано присутни и да знаеме како тоа добро да го спакуваме и да го понудиме на пазарот. Пијаманова, може ли овој проект кој што го имате реализирано како Сдружение Култ Транзен да се проширува? Во моментов се наведени само историски културни споменици и локалитети од општина Струмица. Но таа веб платформа може ли да биде проширена со останатите потенцијали кои што ги поседува целокупниот струмички регион? Значи, морам да кажам дека проектот, бидејќи општина Струмица учествуваше со 20%, беше наменет само за општина Струмица. И дури кога го правевме мапирањето и со сработниците нели од Завод и музеј Струмица, па нели може да влезе и тоа, нели може да, но има многу значајни локалитети во регионот, во Струмица и во Струмичкиот регион, но не можевме сега да ги мапираме и да ги ставиме во нашиот нели бренд, бидејќи таков беше и самиот повик, се внесуваше само на општина Струмица.
Да, има потенцијал, значи не застануваме овде, продолжуваме понатаму, се надеваме дека ќе наидеме на повици кои што ќе го поддржуваат културниот туризам. Сдруженијето веќе има капацитет во имплементирање на вакви проекти. Има и луѓе во Струмица кои што се доста добри познавачи на наследството во Струмица, така што продолжуваме и понатаму, како што споменав и претходно, има доста епохи кои што треба да бидат мапирани и забележени не само во мапа на градот, туку и во некоја една книга, поголема монографија и така натаму. Јасмина Пијманова, јас ви благодарам што одвоивте време за ова интервју за емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Ова беше уште една емисија Визави очи во очи, која што фокус беше развојот на културниот туризам во Струмица. Пријатно.